Еве на назад во студиото на Македонија денес веќе гледате, навистина тука ни е шаренолико и убаво и весело, секако како што напоменавме ќе бидеме креативни до самото завршување на денешната Македонија денес. Може да претпоставите зашто ќе зборуваме, доколку секако досега сте виделе вакви кукли и доколку можеби некој од вас има некое вакво слично и интересно хоби, денеска ќе се пронеде во разговорот со нашата следна гостинка. Да, овие шари веројатно на сите добро познати заради тоа што се македонски, односно од македонскиот фолклор. Овие кукли се интересни и специфични по тоа што се облечени во македонски традиционални носи. Меѓутоа, за да бидат такви, нивните облеки практично треба некој да ги изработи, треба да се изработат, а тоа е еден веројатно многу интересен процес. Меѓутоа, каков е, повеќе детали за тоа ќе слушнеме од господјата која што токму куклите, односно нивните облеки ги изработува. Тоа е незиното хоби, тоа е начинот на кој што веројатно таа се чувствува дека убаво, интересно се изразува и затоа ќе посакаме добре дојде на нашата гостинка, господја Розита Закева, која инаку во моментов е професор по македонски јазик и литература. Ви благодарам на поканата пред се. Добре ве најдов. Еве неколку години, па да не кажам една деценија, значи се занимавам со ова хоби. Тоа беше начин всушност на почеток да изразам сопствената креативност, бидејќи верувам дека секој човек поседува нешто креативно во себе, меѓутоа треба да го пронајде. Јас го пронајдов токму ова, иако сум креативна и на други полиња, меѓутоа ова е нешто што така ми исполнува често пати, нели, животот е полн со предизвици, проблеми, нели не сме секогаш насмеани, па така баш една убава релаксирање и на душата и на телото некогаш после напорен ден, некогаш така во исполнување на слободното време, ништо сериозно, меѓутоа на крајот испадна навистина сериозно. Да, креативноста секако рековте дека е присутна кај сите нас на ваков или на онаков начин. Ви успеавте да пронајдете, односно да направите начин како најдобро да изразите вашата креативност, секако на еден навистина многу убав начин кој што не враќа можеби далеку во нашето минато и во животот на нашите предци, како било некогаш, како е сега, секако преку овие кукли можеме да повторно и денеска на истекот на разговорот да се навратиме во едни убави времења, како што реков на нашите предци, па како започна тој процес, веројатно со креативноста која што нели рековте вие дека ја имате, но зошто одбравте токму народни носи? Имаше ли тука некој потик, можеби дали беше тука вашата примерна професија, македонскиот јазик и литературата, па да ве наврати? Не знам, од секогаш на пример ме интересирал тоа фолклорот, јазикот, традицијата, обичаите. Мислам дека секој човек кој што нели по националност е она што е или по религија не е важно, мислам дека секојаш треба да се запознае подобро себе си за да ги почитува и цени потоа другите. Така и јас сосема спонтано, случајно, значи можеби тие мои детски денови ке баба ми во село, некако тие панаѓури што се правеле за Петровден, за не знам, ред други празници, некако можеби биле мотив или останале негде во подсвеста. И така, често пати во Охридот дејќи размислував и не знам како се роди ни сама таа идеја, едно сабајле станав и реков сега ќе почнам. И така, на почетокот без многу сериозност, почнав да истражувам, нормално кога нешто ќе фатите да го работите, треба да биде издржано, нели, не можеме паушално да работиме. И плюс тоа мора да се нурне малку во длабочините за да се извади нели се она што е во ковчежињата на нашите предци закопано, да го извадите, да го поставите прво онака во сопствената глава на лист хартија, да го искаете после преку нели таа креативност. Инаку верувам дека секој од нас поседува нешто, нели што му останало како деца, нели сме кроеле на куклите, поготово особено девојчињата. Помодерни гардероби сме кроеле, редно да, било модерни. Да, сме кроеле. Да, сме се обиделе, треба да имаме желба и да се потрудиме, па за да видиме како тоа ќе испадне, без да се обидеме, можеби нема да знаеме дека за нешто не бидува, дека нешто навистина не исполнува, па дека ќе излезе еден, да речеме, ваков производ. Велика, да. Ова е Велика тука со нас во студиото. Да. Така, инаку нели самиот термин Велика потекнува од старословенскиот јазик, ете и тоа е некое нешто што се провлекува.
Ова е скопска народна носија. Се обидувам преку фотографии тоа да го доловам. Секогаш е малку потешко во минијатура во однос на тоа како нели реално изгледа. Меѓутоа сакам посебно да истакнам дека ова е гардероба, стилно облекување на еден век во минатото. Кога луѓето, значи, ова е секојдневие. Ова што денеска нас не изгледа на традиција и обичај и фолклор, значи некогаш било секојдневие. По нашите села тоа е всушност одлика на нашите предци. Значи ова е секојдневна облека која што тие ја изработувале, ја ткаеле, ја создавале. Не постоеле бутици, продавници, не постоел начин да се купи готово платно, нели, за да го сушијат. Само па нашите вредни домаќинки, баби, прабаби биле навистина премногу умешни во тоа. Значи во Македонија се одгледувал памукот, свилината буба, од кој што нели се изработувале конци од волната, од стрижењата нели на овците и од сите тие природни материјали се создавале материјали кои што подоцна се ткаеле и од нив подоцна се шиела целата облека за сите во семејството. А биле модерни секако, било сигурно во тоа време многу модерно како и денеска, ете, и девојките секако и тогаш внимавале на себе. Можам да кажам дека Велика малку ме потсетува на Јана, и со плетенката и со очите, така да ете имаме на вистинска македонска. Затоа што Јана на Барби изгледа. Да. Благодарам за убавите зборови. Мора да констатираме. Сакам само да ги поканам и нашите гледачи, тоест да ги поканиме, да ни се јават слободно, да дадат свој коментар, мислење, да прокоментираат како еве ова хоби и производите од него им се допаѓаат, а нашата гостинка сака да подари и две од овие кукли облечени во наши традиционални, за двајца гледачи, така што можеби оние кои што ќе бидат најбрзи, ќе можат својот дом да си го украсат со некоја од овие кукли, а веќе имаме гледачи на линија. Дали ќе го вклучиме можеби првиот гледач? Дали е се уште тука? Може би не. Добро, во ред, како и да отворени се телефонските линии и ги очекуваме јавувањата во текот на целиот разговор. Во однос на украсувањето сакав да истакнам. Значи жената од секогаш, нели, кога Бог го создал светот, во едната рака е создал и жената, нели, за да биде украс фактички во светот, и жената знаеме дека секогаш тежне кон тоа да изгледа убаво, да изгледа убаво, да секогаш да се накитва, не е страшно. И така и нашите, нели, предци исто се грижеле околу накитот, посебно околу женската носија. Предци треба да истакнеме дека, значи, различни биле носиите за свекрвата, за невестата, за девојката, значи дали е невестата млада, тазе мажена, па за незе посебна, колку повеќе накит има на незе, а тоа било злато, сребро, значи златници, толку е во подобра фамилија омажена, значи на тој начин се изразувал статусот. Да, мене ме интересира, бидејќи, еве, Сања кажа, веројатно имате љубов и желба да ги знаете сите овие работи и да истражувате низ она што се нарекува македонска традиција и идентитет. Дали е лесно сосема да се дојде до сите посакувани информации, еве овие за кои што говорите, како било и што било, имаме слики што се однесува до носиите, на вистина тоа што е истражено, меѓутоа дали на посебен начин и на посебни места ги барате овие информации, па ги бележите, ги евидентирате за потоа да можете дословно тоа да го пренесете? Да, кога би почнала пред 50 години, ама не сум била родена, мислам сигурно би било малку потешко, бидејќи би требало да одам од село во село, нели? Сега благодарение на Google се поставено на едно место, само треба да знаете како да пребарате. Нормално изработувам кукли секогаш по порачка, има луѓе нели кои што сака да си го доловат местото на раѓање, родниот крај, па за тие таквите нели според фотографија, да, значи тешко се пронаоѓаат соодветни материјали. Тоа е навистина многу тешко. Да најдете природен лен, да најдете природна свила, природна чоја, меѓутоа се обидувам. Ете така, да бидат приближно материјалите, а во однос на фотографии и други ситници кои што треба да се изработат, тоа го истражувам, има книги доста
Етнолошкиот музеј нашиот изобилува исто така со големо богатство, така да не сме скусени за информации кои што можат да се видат само во една нели нормална реална димензија. А тука кај вас се димензиите нормално многу помали, дали тоа можеби е всушност најтешкиот дел што се однесува до изработката на деталите, што се навистина ситни, или пак можеби вие во тоа гледате и убавината, вниманието да го насочите кон нели таа димензија, а да испадне што е можно колку што може тоа нели пооригинално да биде, иако е навистина тоа така многу ситно и многу тешко. Бара прецизност секако. Да, и затоа некогаш ја вложувам и сопствената креативност и идеја, нели како тоа би го прилагодиле да изгледа сепак оригинално, меѓутоа да биде во помала и не толку доследно на она како што изгледа. Во оригиналот Розита рековте дека секако и вие и сите ние потекнуваме од некој крај, имаме корени од некаде од некој дел од Македонија и дека многу гледачи, еве сега ние ќе ги вклучиме и гледачите кои што веќе не чекаат на линија, сакаат во својот дом можеби да имаат нешто автентично на тоа. Има ли можеби нешто некоја носи или некој крај кој што вам ви е посебен и драг, па сакате можеби почесто тие носи да ги работите и да истражувате можеби тој фолклор преку ова ваше хоби? Па, мислам дека и гледачите и сите ние ќе се согласиме дека галичката носија дефинитивно, значи реканскиот крај е најбогат во однос на носиите и во колоритот на боите кои што го содржи, во деталите, значи во тие сите златници, накити, пафти кои што е украсена. И мислам дека тоа е она кое што баш дека е малку покомплицирано, ми е многу поубаво. Да. Како што рековме и гледачите се вклучуваат, ние ќе ги подариме двете кукли, една за еден гледач, друга за друг, веројатно така бидат првите 20 секако кои што ќе се јават, па му велиме добар ден на првиот. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Да. Сања ве поздравува тетка Лоза од Куманово. Благодари. И драго ми е што гостинката навистина со љубов ги работи куклите. Јас потекнувам, моите родители, мајка ми е од Пелинце, а татко ми е близу до нејзе. Ги гледав боите на таму на носијата што ја носат. Во Пелинце, подруга, во Никуљани, татко ми беше отаму, значи како мала ги помнам и баш ми е драго што ги изработува. Секој е чест. Да, дали вие би сакале секако да бидете добитничка на една од овие кукли? Па би сакала, тоа е подсетувало, да ви кажам отворено, на детството. Затоа кога бев мала, секој пат одев кај вујко ми во Пелинце. Така, ви благодарам многу, вие сте добитничка на една од куклите. Поздрав до гостинката и нека продолжи така, има златни раце. Ви благодариме за тоа што се вклучивте, ќе добиете на подарок еве една од куклите, така што ќе може да го краси вашиот дом и како што рековте да ве потсетува на некои убави времиња од минатото. Убаво ме потсети гледачката дека навистина во секое село носиите се различни. Да, само ќе дадеме предности на штедниот гледач, а потоа ќе прокоментираме и подетално. Дали е се уште на линија? Добар ден. Добар ден. Доколку го немаме гледачот, ќе го почекаме секако повторно оној кој што ќе биде најзаинтересиран за да добие своја кукла да има во својот дом и секако некое прашање можеби за господјата Розита. Тука со ова секако донесовте дели од вашиот алат. Некоја финална, значи работа која што треба да направиме, значи тоа е веќе изработени панталони, кошула или со сите детали. А која носија е тоа? Од кој крај можеме да кажеме? Скопската со сукничето. Со тоа што на крајот треба нели да го прилепеме тоа сукниче и одете една вака приближно чоја да изработиме капат, односно шубарата за него, додека за женската носија, значи битен е елекот, да нагласам дека црвена, бела и црна боја се онака бои кои што постојано се провлекуваат, а на тоа се надополнуваат останатите бои. Значи ова е кошулата, веќе чорапите, елекот е направен, срмата исто така доста присутна. На ова ќе треба само скутинчето нели да го наместиме, кој што било задолжителен дел. И нормално марамата
се врзувала на повеќе начини во зависност од кој крај нели потекнува. Баба ми викаше секогаш да си ја врзам диндале. Уште не разбрав што е тоа. Дали беше на страната или горе нели на предниот дел, меѓутоа жените задолжително оделе со марама. Се сеќавам на мојата баба и прабаба, нели кога бев помала во село, дека сите жени беа со марамата, беше едноставно срам да се излезе во селото така. Тоа е нашата традиција и нашиот фолклор, секако на кој сите со гордост се навраќаме и изборуваме, особено е убаво кога вака пред нас го имаме барем како еден дел од нашето минато за кое што зборуваме, а очигледно дека и гледачите сакаат да имаат нешто од овој вид секако во својот дом. Па верувам дека веќе го имаме и следниот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Прекрасно ви е програмата, меѓу првите сум што се јавив, па ми исклучи линијата, па повторно добив. Благодариме. Имам керкичка, игра во играорна во студио Блажевски. Па не би било лошо да ова куклата, прекрасно ви е емисијата. Ви благодариме. Секако дека вашата киркичка ќе ја добие женската кукла, предпоставувам дека така ќе има предност и верувам дека претходната гледачка секако ќе ја добие машката кукла. Убаво е да се има нели во секој случај нешто вакво во својот дом, на тоа најмногу се радуваат децата, предпоставувам, но ете и возрастните сакаат поради своји причини да имаат нешто вакво убаво. Странците го бараат ли? Носија има од Мариовска носија. Повелете, се уште сте на линија. Велам мајка на керката. Да? Има носија од Мариовскиот крај, Битола. Одлично. Да, тешка 40 килограми. Убаво е што се негува традицијата во вашето семејство, верувам и во многу голем број на семејства низ нашата република. Мариовската носија била тешка 43 килограми кога се она невестинската за младата невеста. И требало цел ден да се носи со тие 43 килограми на себе, додека трае свадбата, нели што не е лесно, тоа е полна со реси, така, богата, навистина богата. Ања спомена, се извинувам, дека веројатно на децата и куклите им се сепак најинтересни, меѓутоа ови имаат една и поинаква тежина и значење. Мене ме интересира конкретно децата кога ќе ги видат, како најчесто реагираат заради тоа што повообичаен им се можеби класични барбики во долги фустани или принцези, или можеби ако е кукла машка, тогаш некој суперхерој и така натаму, веројатно послабо ги гледаат куклите облечени во традиционално. Е точен твојот заклучок, Сања, затоа што тие повеќе гледат куклата отколку она што е овие повозрастните кои што знаат што значи тоа, сосема друга перцепција имаат. Меѓутоа децата секогаш кога ќе дојдат од некои мои пријатели, јас искрено ги тргам затоа што ќе почнат нели како и секој дете прво да ја соблече или па да ја облече, а тука се е убаво фиксирано, нема соблекување. Така да се плашам кога ќе дојдат деца, значи ќе им ги дадам тие другите кукли што не се доправени да се играат. Сепак дека се вложува доста труд, секако доста внимание и работа. Очигледно е дека моето дете значи проработило во мене и дека она што како дете нели сум го правела, облечи на куклите сите ние, сега малце посериозно. Имаме повторно гледачи на линија кои што секако сакаат веројатно да ја поздрават оваа наша драга гостинка и секако работата која што таа со љубов ја работи. Добар ден за следниот. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ало? Само намалите го тонот на телевизорот и ве слушаме. Вака. Најпрви поздрав до гостинката. Ви благодариме. Вака, се јавувам, се јавувам од Куманово и навистина ми е драго што постојат вакви луѓе кои на едноставен начин со ова што го работат, од заборав ги враќаат овие народни носи кои помладите генерации многу малку ги познаваат. Во контекст на ово што сакам да кажем, може би вашата гостинка ја знае, имаме и во Куманово етно беба и која прави исто така миниатурни носи, кукли со миниатурни носи, меѓутоа во потрага по мотивите, а имајќи во предвид желбата на вашата гостинка да дојде до оригинал. Би препорачал, во Куманово постои еден манастир, во близина на Куманово се вика село Режановце. Знам.
се слушнале, можеби, меѓутоа сакам да кажам дека таму постојат огромен број на носи кои за жал не води никој грижа, посебно од Министерството за култура. Би тоа требало да се, мислам, да должно да ја преземе Министерството за да остане како едно сведоштво за епохата на македонските носи од, да не кажам, од Турско па на наваму. Ви благодариме за јавувањето и за коментарот. Би се надоврзала само накратко, вие ќе одговорите на гледачот. Ако ја погледнеме таа страна на она што значат ваквите кукли, тогаш се навистина големо сведоштво, навистина многу говорат за нашиот идентитет и на некој начин можеби е и паметно да останат како некаков бренд кој што ќе говори нели за Македонија и за она што е наша традиција. Да. Во однос на носиите, сакам да кажам што господинот кажа, точно. Знам дека има таму еден така мал етномузеј на носи, меѓутоа мора да заклучиме дека во Македонија има луѓето поседуваат многу носи, но многу е тешко нивното чување. Значи, бидејќи се тоа се природни материјали, значи ако не се проветруваат, ако соодветно не се чуваат, плюс тоа не можете нив да ги перете како што сакате, затоа што тоа се бои кои што пуштаат, значи пембави, црвени, зелени, кои што може да оштетат волната, така на вистина треба многу стручно за одржување на носиите кои што ќе ги добиете како наследство од баба, дедо. А нашите предци веројатно многу труд и внимание посветувале за сето тоа така добро да изгледа и да остане во таква состојба до ден денес секако да ги имаме ние овде, а мораме тогаш и ние да се трудиме тоа да остане и понатаму наследство пак и за генерациите кои што доаѓаат да не се заборави. Имаме повторно гледач на линија. Од кој крај вие ни се јавувате? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Се јавуваме од Велес. Би сакал емисијата да ја поздравам, а гостинката посебно, не знам дали ќе се сети на нас. Работев на манастирот Свети Јован. Да. Ветевско. Да. Тиме и Апсен. Многу поздрав и многу убави кукли работи. Ви благодариме многу за јавувањето и за поздравот. Ете ваши познаници. Беше една убава дружба во манастирот Свети Јован Ветевско, да. Таму нешто се собирате, правите работилници, како најчесто се таму дружи? Таму е убаво место за еден мир на душата. Инаку во манастирите често пати ги наоѓам оние марами, некои кои што материјали кои што ми требаат, затоа што луѓето обично оставаат за здравие, за така и јас ги откупувам тие, па потоа ги користам во куклите, па потоа секој ќе понесе нешто од тоа нели со себе кога ќе купи куклата, така да сакам на секој помал дел онака парченце да му дадам од се оно нели што собирам како материјали. Кои се останатите начини на кои што ги собирате сите потребни материјали, па да бидат и во онакви бои како што ви е потребно, останати детали, конци и така натаму, затоа што сепак важно и самата рековте каков е материјалот за да тоа изгледа што е можно пооригинално. Па одам по пазарите, по манастирите, не често, значи кога ќе треба да набавувам, меѓутоа и моите пријатели веќе знаат и често пати кога имаат материјали нешто, значи не фрлаат, прво носат кај мене да прегледам јас тоа се што треба. Ако нешто тоа ми треба, значи оставам, другото враќам и така се снаоѓам. Розита, ќе оставиме простор уште на еден гледач кој што се јавува во текот на овој наш заеднички разговор, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма, сте накратко да ве чуеме затоа што сме пред самиот крај на разговорот со нашата гостинка. Нема проблем. Многу ви е добра емисијата. Јас сум по фолклорот, по носиите. Не живеам во Скопје, не е битно, меѓутоа заинтересирана сум за сите носи од сите краишта на Македонија. Најголемото богатство во Македонија се носиите наши, затоа што имаме места кај што во едно мало има по 3-4 врсти на носи. Тоа е многу и благодарам на госпожата што се зафатила за ова да го работи. Јас сум љубител на носи, кога бев помлада шетав по светот и од секоја земја купував една кукла во народна носија за да
ме подсетува на тоа место кај што сум била. Да. Навистина немам повеќе зборови, тоа се за мене ова е празник сега што го видов. Ви благодариме само многу се за нешто да ве прашам. Што е со Огнен? За многу кратко ќе се врати на ТВ екраните, бидете трпеливи тука е Огнен и секако ние му посакуваме што побрзо оздравување. Јас сум фан на вашата телевизија. Знаеме добро, ве препознаваме по гласот. Сите ми фалат. Така, ви благодариме и за ова јавување. Пријатно. Јас сакав само да кажам за сите оние кои што се заинтересирани, нели сакаат да ми сконтактираат, да порачат кукла или нели да им изработам кукла според некоја фотографија на нивни предци, значи дека можат да ја најдат фан страницата Кукли Велика со кирилична поддршка, нормално како професор по македонски, користете кирилица и да пишете во порака што и како се заинтересирани. Да, рековте, рече и гледачката дека кога патувала како млада од секоја земја си купувала кукла за да има обележје од тоа каде била и да се сеќава. Секако колку странците сака да купат вакви кукли од Македонија и секако од со носи од најразлични краеви. Според оние нели дуќани за ракотворби со кои што јас соработувам, очигледно интересот е нели голем. Сега е малку зимски период, меѓутоа од пролетта ќе почне нели доставата, бидејќи јас продавам на голема. Немам сопствен објект каде што можам тоа да го правам, немам ни време. А ви одзема ли време изработката на големо, затоа што очигледно е дека една кукла бара стварно многу внимание и многу време? Па, видете, кога работам одеднаш, значи 50-100 одзема време, меѓутоа ќе си ги испланирате термините, ќе си го изорганизирате убаво животот и секогаш ќе постигнете да ги исполните роковите кои што сте ги ветиле. И да си ги спасите нервите, затоа што е една работа која што... После, кога ќе заработите, да си дадете друго задоволство и така тоа животот е еден круг кој што да. Треба да го... Ние сме среќни што можевме и одблиску, еве јас прв пат ги видов вашите кукли, што навистина ми се допаѓаат. Мило ни е што и нашите гледачи еве не следе, им беше интересна оваа тема. Кажавме секој кој што можеби сака ваква кукла, каде може да ве најде и тука останува најпосле да ви се заблагодариме што бевте дел од Македонија денес и што еве вака ни го разубавивте денеска студиото. Ви благодарам многу на поканата, се гледаме нека следна прилика. И секако ја запознавме и Велика и тоа ни е огромна чест и задоволство. Ве очекуваме во некоја следна прилика, до тогаш ви посакуваме успешна работа и оживување на голем број на носи од сите краишта на Македонија. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму, имаме уште една тема за ова денешно издание на Македонија денес, меѓутоа претходно секако правиме мала пауза што се однесува до разговорите во студиото, ќе погледнеме Гласот на Америка, а потоа повторно ве чекаме со Сања и со нашите следни гости.